ќе бидат реализирани повеќе запати, значи ќе биде прередена старата калдрма, со што улицата ќе го задржи својот автентичен лик, ќе бидат поставени подземни инсталации, нова водоводна линија и фекална канализација, но исто така ќе биде поставена подземно и електричната енергија и интернет мрежата, значи ќе немаме надземни столбови. На тротоарите ќе бидат поставени гранитни плочи, ќе имаме гранитни ивичњаци. На улицата ќе бидат засадени нови дрвца кои што ќе бидат долготрајно решение, инфраструктурно решение на улицата. А исто така ќе биде поставена урбана опрема и ново модерно осветлување со канделаби. Овој проект за реализација на овој проект, значи се беа потребни 82 милиони денари, средства кои се обезбедени од владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски, и затоа во оваа прилика сакам да упатам благодарност до вице-премиерот Николовски за континуираната подршка која владата на Република Македонија и Министерството за транспорт ја даваат на општина Гевгелија. И во периодот што следува, како локална самоуправа, продолжуваме со реализација на проектите и на програмските активности предвидени за 2026 година во општина Гевгелија. Благодарам и јас, благодарам на присуството. Навистина е задоволство да денеска се биде во Гевгелија и големо е задоволство кога се гледа како се реализираат нови проекти. Навистина ова што го гледаме пред нас е еден прекрасен проект, ќе даде целосно нов лик на овој дел од градот, на овој дел од Гевгелија, ќе ја врати автентичноста, но исто така има и доста модерни елементи. Тоа што целокупната инсталација се решава и оди подземно, и тоа што има едно прекрасно осветлување кое што навечер ќе даде целосно нов дух на овој дел од градот, мислам дека целосно ќе го смени ликот, што ќе значи голема шанса и за околните жители, нивните имоти да добијат вредност. Тука зошто не да се отворат и угостителски објекти во кои што ќе може да доаѓаат и гости од државата, но и гости од странство кои што често знаат да ја посетат Гевгелија. Во таа насока драго ми е што дадовме подршка како влада и како Министерство за транспорт во реализација на овој проект во вкупна вредност од некаде 81 милион денари. И еве да најавам, градоначалникот кажа дека веќе работат на решение кое што треба да продолжи од градската библиотека до практично крајот на оваа улица, дека ќе продолжиме да даваме подршка и дека сериозно ќе разгледаме да поддржиме и тој проект. А заедно со градоначалникот пред некој ден разговаравме и за нов влез на градот, кој што ќе опреземе како врска Министерството за транспорт, можам и официјално да најавам, така што ќе работиме заеднички нов влез на градот. До сега владата преку Министерството за транспорт во општина Гевгелија има инвестирано инвестира 165 милиони денари, што е една сериозна сума, имајќи предвид буџетот и имајќи предвид и големината на општината. Покрај оваа улица на која што сме во моментов, тоа е улицата која што оди од улица Гевгелијски партизански одреди до улица Железничка. Завршена и изградбата на улицата новопланирана во вредност од 2,4 милиони денари, како и изградбата на парк со детско игралиште на улица Деко Ковачев во вредност од 7,1 милион денари. Завршена е реконструкција и рехабилитација на делот булевар Гевгелија и надпатник на улица Железничка во првиот повик, 17,7 милиони денари. Преку средства од Министерството за транспорт завршивме и реконструиравме улици во село Моин, во село Пардејци и во село Богородица, тоа е исто така веќе завршено, и завршен е западниот булевар фаза 3 со средства обезбедени од Министерството за транспорт со поддршка на Светска банка во вредност од 30,8 милиони денари. Сето ова заедно 165 милиони денари вложувања во инфраструктурата во општина Гевгелија. Најавувам во следниот период дека ќе продолжиме да ја поддржуваме општината и дека ќе има нови проекти, еден секако ќе биде новиот влез на градот.